Судот не може да го најде, адвокатот тврди дека не му била добра здравствената состојба. Судењето за Христијан Пендиков почна, ама без Степанио да се појави во судница. Не се чувствувам виновен, тврдеше пред судот Илија Спасовски, кој е обвинет за нападот врз секретарот на бугарскиот клуб во Охрид. Јасно ми е обвинението, но не се чувствувам за виновен. Бидејќи натапаниот повторно не се појави на судење, судијата кој го води предметот Бојан Мартиновски ги ослободи повиканите сведоци од рочиштето, а присутните ја гледаа видеоснимката на која според обвинителството обвинетиот го тепа Пендиков. На прикажаната снимка се гледа едно машко лице кое личи на обвинетиот Илија Спасовски и застанува едно лице кое личи на оштетениот Христијан Пендиков. Лицето кое личи на Спасовски замавнува со десната рака во висина на лицето. Истото лице му задава уште еден удар врз пределот на грбот кај вратот. Иако судот уредно го поканил оштетениот, тој не одговорил. Бранителот го правда отсуството на Пендиков, наводно правел дополнителни проверки за некакви здравствени проблеми. Христијан Пендиков ќе се појави секако, кога ќе му заврши лекувањето. Во каква здравствена состојба е рекол? Сега е во подобра здравствена состојба. А на този запис, който беше в залата, какво всъщност се видя? Какво установите? На видеозаписот? На видеозапис. Па се виде како две лица тепаат едно лице. Одбраната децидна дека оштетениот неколку пати досега ги менувал исказите за тоа кој го нападнал, а ниту презентираниот видеозапис не потврдувал дека Спасовски го повредил оштетениот. Различни податоци меѓу она што се тврди во обвинителниот предлог, она што се наведува во записникот за примање на пријава, она што се наведува во исказот на оштетениот на бугарската телевизија, така да не зборам повеќе во подробности, бидејќи е тоа сепак стварна доказна постапка. Не ти е срам да се пишуваш бугарин, биле зборовите кои наводно ја предизвикале тепачката што се случи на 19 јануари, а кои во обвинението се декларираат како навреди по национална основа во кафејана. Охридското обвинителство поднесе обвинение против Спасовски, инаку наставник по професија, а уште еден учесник во тепачката и сведокот кој гледал не се достапни за органите на прогонот.